Македонската економија и економски систем е во таква катастрофална ситуација, што нема еден потез кој што треба прво да го направиме и со кој што ќе се подобри. Ќе треба цела серија на мерки, и тоа сериозни, тешки одлуки, со цел да се врати работата во една, би рекол, нормална состојба. Значи, генерално што ќе биде нашата ориентација? Што помалку државата се меша во бизнисот? Државата е лош бизнисмен, лош стопанственик. Денес ќе имаме ситуација во Македонија, заради зголемената јавна потрошувачка, дека главниот бизнисмен на пазарот е државата. И не само што е таа главен бизнисмен и го растура пазарниот карактер на економијата, туку фирмите не може да преживеат ако не работат со владата, од една страна. Од друга страна, тоа е состојба која што е идеална за корупција и криминал. Значи, неколку кратни штети имаме. Се исцицува финансиската моќ на стопанството, преку разни даноци, такси, давачки, рекет, казни, значи се изнемоштува стопанството. Тие пари доаѓаат во државата која со нив лошо располага. Гледаме, градат музеи, споменици, скулптури и така натаму. Меѓутоа, во исто време, што повеќе пари во администрацијата и во извршната власт, тоа значи повеќе криминал и корупција. Генерално, нашата ориентација ќе биде државата да биде сервис на стопанските субјекти, да им помага. Меѓутоа, не да биде главниот играч на пазарот. Втора работа, се мора да биде подредено, или најголем дел од работите треба да бидат подредени кон економијата, кон стопанските субјекти. На нив да им се овозможи можност да напредуваат, со тоа и да ги мотивираме да инвестираат, со тоа и да се отвараат нови работни места, па од таму, од успешна економија, од успешно стопанство, да има средства за сите други општествени дејности и области. Не чека огромна работа. Веќе сега ситуацијата е катастрофална, со тек на времето, бидејќи нема намера владата да го менува генералниот курс во економијата, се плашам дека работите ќе стануваат уште потешки и уште полоши. Јас на Македонија и на секој граѓанин на Македонија можам да погледнам директно во очи, и тоа со окрената глава, со чиста совест и со чувство на гордост. Пред неколку дена се прославуваше 8 септември, денот на независноста, и навистина секој наш граѓанин, секој македонец има право да се гордее со тој ден. Има право да се гордее со тоа што успеавме да создадеме своја самостојна независна држава. Меѓутоа, ако е тоа така, тогаш тврдам дека барем за сантиметар од било кој друг повеќе, ако не и далеку повеќе, имам право ја да се гордеам со оваа независност и со оваа самостојна држава, бидејќи тогаш кога се создаваше државата, јас бев на најодговорната и најтешката функција во Република Македонија. Во 1992 година ВМРО-ДПМН беше најбројната партија во собранието и доби можност да составува влада. Го вратија мандатот, пред се заради тоа што не верува дека во такви тешки времиња нешто може да се направи. Ме избра на функцијата премиер во септември 1992 година, при што повеќето ми изразуваа сочувство отколку честитки по повод изборот. И навистина тоа беше едно тешко време, каде што од една страна наследивме огромни долгови и кон странство и внатре во земјата, $1,500 милиони долг кон странство, $1,300 милиони долг кон девизните штирачи. Празна каса. Целокупните девизни резерви останаа во Белград, а требаше да се создава своја армија, своја дипломатија, да се отвараат амбасади, требаше да се гради своја царина, своја народна банка и монетарна политика, значи бројни институции, државни институции, без кои што државата не е држава. Немавме помош од никаде. Немаше ни една релевантна, влијателна земја членка на Европска унија, на НАТО, која што застана зад нас. Напротив, имавме бројни обструкции. Европската унија, во тоа време заедница, ја донесе Лисабонската декларација, според која што Европската унија одлучи да не ја признае независноста на нашата земја, се дека во нашето име стои зборот Македонија. Значи, ние бевме непризнаена држава. Овие денови слушам, го поставуваат јавно прашањето зошто немало странски инвестиции во Македонија во 94-95 година. Замислите, денес во 2010 година, кога сме апсолутно етаблирана држава,
Нивните странски инвестиции се сведени на нула. Нас не прашуваат зашто немало во 94 и 95 година. Тогаш кога не бевме признаени како држава и тогаш кога две од 4 наши граници, северната и јужната, беа целосно затворени. На север заради санкциите спрема Србија и Црна Гора, на југ заради грчкото ембарго. Пиле не можеше да прелета. Сите големи фабрики врзани за некакви тешки габаритни транспорти, било за репроматеријал или за производство, едноставно во еден момент сгасна. Железара, Металски завод Тито, Фени Кавадарци, Југохром Јегуновци. Немавме нафта, немавме бензин за полициските возила, за возилата на медицинска прва помош, а камоли за фирмите, за фабриките и така натаму. И сега во тоа време се поставува прашање зашто немало странски капитал. Па никој во светот не веруваше ние тоа дека можеме да го издржиме, дека ќе опстанеме како држава. Успеавме сето тоа да го совладаме и во 98 година, кога ја предававме власта, да оставиме зад себе една средена, спастрена држава. Држава која што по сите параметри беше далеку понапред од сите бивши југословенски републики без Словенија, далеку понапред од Бугарија, Романија, Албанија. Например, во делот на просечна плата или просечна пензија. Во тоа време синдикатите кои што штрајкуваа и бара да ја утврдиме најниската плата, јас им дадов предлог да ја земат највисоката најниска плата во регионот, да ја помножат по 3, да дојдат владата дека ќе ми ја подпиша. Тогаш председателот на синдикатот беше зашто не споредуваш со Хрватска, зашто не споредуваш со Романија или со Бугарија. Сега погледнете каде се тие денес, каде се наоѓаме ние како земја. Тоа беше период во кој што се носеа тешки одлуки. Некои од тие одлуки беа и погрешни, меѓутоа тврдам дека секоја од тие одлуки ја донесував во намера во која што зависеше од мене со чиста совест дека го правам во тоа време според сознанието со кој што располагам најдоброто за државата и најдоброто за граѓаните. Во 2002 година пред малку говорев, кога требаше повторно се спасува државата, станав премиер, и сега сум застанал член на државата, кога бев претседател на државата во 2004 година, Соединетите американски држави го признаа уставното име на нашата земја, а Македонија во 2005 стана кандидат за членство во Европската унија. Затоа можам со крената глава да им погледнам на сите во Македонија во очи, затоа што кога беше најтешко, кога се создаваше и градеше државата и кога потоа требаше разрушената држава повторно да се обновува и воздигнува, бев на најодговорната функција, ја вршев секогаш во согласно со она што представуваше национален и државен интерес. После 20 години во политиката се врати во станот во кој што и пред 90 година живеев во Капштец. Као што гледам, пола од овие млади министри во владата на Никола Груевски имаат свој личен имот со кој што може да ме купат мене со цела фамилија. Затоа можам